Поздрав! Ги поздравам сите љубители на астрологијата, сите македонци кои што живеат на секаде низ оваа наша убава планета Земја. Пред се ви посакувам среќна нова година, здравје, љубов и убави моменти по оваа 2026 година. Оваа 2026 година е една доста значајна година и сакам во ова видео да дадам една кратка астролошка прогноза за 2026 година. Останете со мене до крај и се надевам ќе биде нешто корисно за вас. Трансцендентните планети кои што се оддалечени од нашиот сончев систем го минјаваат оваа година хороскопскиот знак. Првата планета која што ќе го смени својот хороскопски знак ќе биде Нептун. Нептун ќе пристигне дефинитивно во знакот Овен и тоа на 26 јануар, каде што ќе остане 14 години. Што ќе може сега Овенот да очекува со оваа енергија од Нептун? Пред се да кажам дека Овенот ќе биде релаксиран. Во следните 14 години ќе осетите една нова вибрација, една нова енергија, каде што Нептун ќе ве мотивира да бидете релаксирани, да ќе го смири едноставно Овенот. Ќе му даде мотивација креативно да делува, креативно да размислува, да ја разбуди во себе таа интуиција, затоа што и Овенот ја носи во себе таа интуиција која што е скриена, која што можеби не сака да ја признае. Нептун е тука и ја буди таа енергија во вас. Но што се случува понатаму? Втората планета која што ќе го менјава својот знак, тоа ќе биде Сатурн. И Сатурн исто така ќе пристигне во хороскопскиот знак Овен, каде што ќе остане 2,5 години. Значајната конјункција или значајниот спој во оваа година ќе биде кога Сатурн и Нептун ќе се спојат во знакот Овен и тоа баш на почетокот, тоа значи на 0 степен. Сатурн и Нептун, овие две планети, беа во една иста конјункција, тоа беше 1989 година во знакот Јарец. Сега повторно имаме таа случка кога Сатурн и Нептун ќе се спојат во знакот Овен. Значи, тука се буди нешто и се раѓа нешто ново. Затоа е битно да се знае каде се наоѓа хороскопскиот знак Овен во вашата натална карта, на кое поле, и на тоа поле имате голема можност и шанса нешто ново, сосема ново, да започнете. Сега Овенот ќе може да се почувствува ограничен од знакот, од планетата Сатурн, затоа што Сатурн сега веќе пристига и сите знаеме ние кога Сатурн ќе пристигне или ќе патува преку еден хороскопски знак, дека тоа е еден, да речеме, не е баш така една лесна енергија со Сатурн, затоа што Сатурн бара од нас да бидеме одговорни за нашиот живот. Сатурн ќе не ограничи, Сатурн ќе ни стави една препрека. Сатурн бара да бидеме дисциплинирани, да бидеме одговорни за нашиот живот, да си поставиме, ни поставува граница, затоа што сака да бидеме автентични во тоа наше делување, на начинот како што размислуваме, да бидеме смирени, исто така и со Нептун. Значи имаме можност, едно колективно ново раѓање, постои тука,
да делуваме на еден начин кој што е реален, еден начин или одлуките да ги даваме на еден интуитивен начин. Значи, тоа ќе бара Сатурн. Ќе патува 2,5 години преку вашиот хороскопски знак. Секако, ако имате некои лични планети во знакот Овен, Сонцето, Месечината, Венера, Марс или Меркур, може да почувствувате една доста напната енергија од Сатурн. Во тој период ви се препорачува да бидете смирени и да превземете одговорност за вашиот личен живот. Понатаму имаме една голема случка исто тоа во април. На 26 април планетата Уран ќе пристигне дефинитивно во знакот Близнаци, што значи тоа исто тука се раѓа нешто ново. Уран беше 7 години во знакот Бик, каде што не беше тоа толку пријатно за планетата Уран, меѓутоа Уран ќе се почувствува доста попријатно во знакот Близнаци. Што ќе можат сега близнаците да очекуваат со Уран која ќе патува следните 7 години преку вашиот хороскопски знак? Секако и тука се ослободувате од нешто, од некои ограниченија се ослободувате. Уран ќе ви даде мотивација да размислувате на еден сосема друг начин, да бидете слободни во начинот на размислување, да си создадете нов ум практично. Нешто ново се раѓа во начинот на како што вие размислувате. Исто така е битно да се знае дали имате некои лични планети во знакот Близнаци. Значи, Сатурн секогаш носи таа енергија на слободата, на ослободување од нешто. Сега колективно ние сите ќе можеме да очекуваме, значи, да интернетот и дигиталниот свет да се прошири, така да тоа така и веќе почна, меѓутоа сега дефинитивно кога ќе пристигне Уран во знакот Близнаци, дигитализацијата и интернетот, тоа ќе бидат уште така проширени и знаете дека со Уран нема веќе стариот начин го нема на размислување. Постои само новото и само напред. Стариот систем на размислување, на делување нема веќе да постои. Кои други случаи ги имаме? Го имаме Јупитер. Значи, уште една трансцендентна планета Јупитер од 36 па до 26 јули 27 година ќе патува преку хороскопскиот знак Лав. Сега знакот Лав е наред да просперира со оваа енергија на Јупитер. Јупитер ќе им даде мотивација за живот, мотивација да бидете уште да делувате креативни, да бидете, да зависи каде се наоѓа сега Лавот во вашиот хороскопски, во вашата натална карта, каде се наоѓа значи знакот Лав. Ќе ви инспирира, ќе ви даде надеж за понатамошен живот. Значи, секогаш кога Јупитер ќе пристигне баш на вашето сонце во знакот Лав, ако ви се наоѓа сонцето во знакот Лав, знаете дека тоа е една од најубавите поставки на Јупитер со сонцето. Значи, тоа е една кралска енергија. Понатаму имаме кога истовремено во јули, значи првата половина на оваа година е доста интензивна,
ги очекуваме тие колективни промени кои што ќе траат. Значи, тоа не е туку така, само Сатурн, Нептун и Уран што ќе преминат, знаечи дека тоа е почетокот на нешто ново, се раѓа нешто ново во нашиот живот. И како што спомнав, битно е да се знае каде се наоѓа знакот Лав, каде што се наоѓа знакот Овен, каде се наоѓа знакот Близнаци во нашата натална карта. Значи, тука се случуваат тие големи битни промени. Истовремено, во јули ги имаме и кармичките јазли, кои што имаат доста битна улога во нашиот живот. Во овој случај една нова кармичка лекција стои пред нас. Затоа што и кармичките јазли го менјаваат својот пат во оваа 2026 година, што значите дека северниот јазол ќе патува преку хороскопскиот знак Водолија, а јужниот ќе патува преку хороскопскиот знак Лав. Тоа е една сосема нова енергија. Значи, актуално имаме релацијата Риба и Девица, а после тоа од јули понатаму ќе имаме за следниот период до 26.3.28 година ќе патуваат кармичките јазли преку релацијата Водолија и Лав. Колективната енергија ќе не мотивира да одиме и да ја користиме енергијата на Водолијата. Енергија на Водолијата е да не бидеме поединеци или да не живееме сами, него да не делуваме сами, него да бидеме во една заедница, во едно општество, да го пронајдеме тоа што е наше во едно општество и така да растеме и така да се развиваме. Но за сите овие случаи секогаш ќе зборувам и кога ќе дојде времето. Потоа да кажам дека и Лилит, црната месечина, ќе го менјава својот знак. И тоа актуално се наоѓа во знакот Стрелец, а потоа од 15.9.26 година до следните 9 месеци ќе патува преку хороскопскиот знак Јарец. Значи, тоа е една енергија каде што не се прифаќаат никакви закони, затоа што Лилит во знакот Јарец си има своји лични закони. Да спомнам дека ги имаме овие и личните планети, како што е Меркур, кој што ќе биде исто така во оваа година 3 пати ретрограден, и тоа во овие водените знакови. Исто така да спомнам и дека Венера ќе биде од 3.10. до 14.11. ќе биде ретроградна во знакот Скорпион. И исто така, значи, тоа е една доста интензивна енергија за сите они од вас кои што ја имаат можеби Венера во знакот Скорпион или па во знакот Вага. Тоа беше само на кратко, затоа што сакав сега само таа кратка информација да дадам, да ве инспирирам, да ве мотивирам, да знаете дека сите нас колективно оваа година не чека сосема нешто ново и доста позитивна година. Затоа што се раѓа нешто ново, една нова интуиција, едно ново делување. И на крај, уште еднаш да кажам, битно е да се знае каде се наоѓаат овие хороскопски знакови во вашата натална карта, каде што овие трансцендентни планети патуваат преку овие други хороскопски знакови. За сите они од вас кои што се подзнак Овен и следните познаци ќе зборувам во кратките видеа што вие сите ќе можете да очекувате во оваа 2026 година.
Се надевав дека ова видео ви беше корисно. Кој е заинтересиран за една лична анализа на наталната карта, тука сум за вас. Ви посакувам секое добро и до скоро. Чао!